Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска повторно ќе зборуваме за органодонорството, бидејќи тоа е најхуманиот чин во медицината, кој што значи спасување на повеќе човечки животи. Во моментов во нашава држава има околу 200 пациенти кои што се на листите за чекање за орган. Најмногу има за бубрек, меѓутоа и за црн дроб и за срце. Меѓутоа, она што е можеби и по-лошо во почетокот на оваа година, што од 8 потенцијални донори, само едно семејство се има согласено да ги донира органите и да се даде шанса за живот на неколку пациенти. На оваа тема денеска повторно ќе разговараме со мојот гостин, професор доктор Светозар Антовик, дигестивен хирург и декан на медицинскиот факултет при УКИМ. Доктор Антовик, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре најдов, секогаш, нели се осеќам пријатно кога разговарам со тебе, Сања, и поздрав до гледачите. Така, и за почеток да ви честитам, доктор Антовик, бидејќи повторно сте реизбран за декан на медицинскиот факултет и таа активност, односно тој избор се случуваше, речиси, во исти период кога беше и 7-та трансплантација на црн дроб успешна и пациентот, колку што знам, веќе е и пуштен на домашно лекување. Да, он е на домашно лекување, благодарам за честитката. Во вторник беше гласањето. Да им се заблагодарам на сите колеги, на студентите за поддршката која што ми ја дадоа, огромна поддршка, што за мене значи голема одговорност. Да, сепак сте декан на една висока образовна институција, особено како што е нели медицинскиот факултет при УКИМ. За почеток, доктор Антовик, ве споменавме, направена е 7-та трансплантација на црн дроб од 2022 кога беше првата нели трансплантација до сега. Колку е комплексна сета оваа процедура? Ве веќе слушнавме дека пациентот веќе е пуштен на домашно лекување. Ќе бидам прецизен, значи ова е 6-та трансплантација и еден пациент ретрансплантиравме. Колку е комплексна, сега ќе ви кажам, и ќе зборам пластично за да ме разберат сите гледачи. Кога мерите во една земја колку е развиен здравствениот систем, еден од параметрите е дали таа земја трансплантира црн дроб. И кога ќе ги погледнете земјите во регионот, сите имаат многу нестабилни системи за трансплантација, збориме за многу поразвиени земји од нас. И тоа е така заради многу фактори, меѓутоа никогаш не било поврзано со тоа какви доктори имаме, дали имаме врвна медицина и дали ги лечиме нашите пациенти по светските стандарди. И сега ќе дадам конкретни примери. Првата, минимално инвазивна или лапароскопска, како што викаме, холецистектомија, во светот беше објавена 1987 година. На нашата клиника се направи таа интервенција 1991 година. Значи 4 години после нејзино објавување. Или првата ресекција лапароскопска на дебело црево, која што беше направена во 1991, кај нас се направи во 1996. Кај нас технологиите стигнуваат покасно, меѓутоа докторите секогаш ги следеле. И сега е прашање, зошто, ако првата трансплантација на црн дроб 1963, ние ја правиме во 2022, нема друг одговор, освен дека тоа веќе не представува само хируршки предизвик и комплексност, него системски. Ние имаме проблем со тоа да во земјата воспоставуваме системи кои што функционираат. И ако земете од самостојувањето наваму, најголемиот дел од луѓето ќе се сложат дека ние тие системи дури ги во многу сегменти уназадивме. Неминовно здравството припаѓа и во сето тоа. И верувајте, и во 2022 кога ја направивме првата трансплантација во ноември, тоа беше неверојатен подвиг, не повторно кажувам хируршки, туку дека успеавме како систем во тој клинички центар да се организираме истата да ја направиме. Инаку, од хируршки аспект, тоа е најсложената интервенција која што може да ја направите врз човек. Во хирургијата воопшто. Доктор Антовик, ве споменавте, веќе воспоставивме систем, значи имаме медицински тимови, се прават трансплантации на црн дроб. Меѓутоа, она што го споменав и во најавата е што ние никако да ја подигнеме свеста за органодонорството во нашата земја, односно да сватиме дека еден донор може да спаси најмалку 8 човечки животи.
зошто од 8 потенцијални донори што сме ги имали од почетокот на годината до сега само едно семејство се согласило да ги донира органите. Дали се плашат од некои, не знам какви побуди, етички, психолошки, или едноставно кај нас можеби се уште не се знае кога се донираат органи, што всушност значи мозочна смрт, за да знаеме дека имаме пациент кој што е потенцијален донор на органи. Многу прашања во едно и ќе се обидам поред. Значи, знаете, кога зборите за систем, зборите за синџир. Синџирот ви е силен колку што ви е последната карика, да речеме, слаба. Така? Во овој момент, ние на трансплантацијата веќе работиме не од 2022, тој проект почна од 2013 со легислатива, воведувавме закони прво, па биравме тимови кои што идеа на едукација, национален координатор, многу работи. Сите тие што се во наш домен, здравствен, на вистина се повеќе и повеќе се зајакнуваат. Најслабата карика на овој синџир во моментов е токму органодонорството. Повторно пластично, сите донори кои што беа пронедени и сите согласности кога се дадоа фамилиите, тие црни дробови, односно хепари, беа трансплантирани. Толку имавме, 7 во 3 години. Дека ова вака ќе ви кажам еден податок. Првата трансплантација кога ја правевме беше сензација и во салата имаше 200 луѓе. Карикирам, ама нели, нешто интересно. Оваја помина во најрутинска атмосфера. Во салата бевме тимот што трансплантира, анестезиолозите, перфузионистите, трансфузиолозите, оние што треба да се таму. Кога е нешто станува рутина, тоа значи дека сте го постигнале она што сте го сакале од таа карика на синџирот. Меѓутоа, за органодонорството, особено во последниве неколку месеци, се кажаа многу работи и сега од каде да почнам? Точно, културолошки и социолошки е феноменот зошто вака се движат работите. Ама сакам нешто да кажам и тоа мислам дека ќе бидам многу еуфемистички у целото излагање. Виновни се секогаш оние кои што се задолжени за тоа како се презентираат некои информации во јавноста. Јавноста најголемиот дел од информациите ги добива така од сервисите за информирање. Јас сум денеска поканен заради 7-та трансплантација. И после ќе биде кузне кога наредната. Мора да најдеме начин до публиката, односно до нашето општество да континуирано стигнуваат информации дека без органодарителство нема трансплантација. А во таа ситуација може да се најде секој од нас. Так. Нема пожелно тоа да гледате пациент кој што е ставен на листа, чека и што чека? Само да има донор. Инаку, да, мислам дека мозочната смрт, особено оние кои што со тоа се занимаваат, ќе мора многу почесто и поубаво да ја објаснуваат на публиката, бидејќи постои голема конфузија и кога читам наслови, некогаш и јас не можам да се начудам, а 3 години веќе трансплантираме. Мозочна смрт не е исто што и кома. Значи, пациенти во кома никогаш не се донори. Тие немаат умрен мозок. Так. Мозочна смрт, народно, значи мозокот е умрен. Кога мозокот умира или кога се јавува таа мозочна смрт, тие луѓе може да ги одржувате на апарати да работи срцето и со вештачка вентилација, така, само неколку дена. Тоа е тој прозорец со кој што мозочната смрт треба да ја пронајдете, да ја диагностицирате и тогаш тој пациент станува донор. Никогаш тоа не се пациенти, повторувам, кои што се во кома, од кома може да се разбудите и после 15 години. И ние нити еден пациент во кома нема да го прогласиме за донор. А особено не луѓе кои што умреле. Бидејќи и тоа мислам дека почнува да станува тема. Дали од пациенти кои што умреле вие може да извадите органи? Пластично кажано, у моментот кога завршува работата на срцето, више сте само и само умрен човек. Толку. Така. Пред да продолжиме, доктор Антовик, имаме гледачи на линија. Повелете во програма сте? Повелете, вас слушаме. Ало?
Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавам од Евгелија. Повелете. Благодарност до докторот. Не знам дали се сеќава, оперирана сум пред 15 години, може и повеќе, на дивертикули на тенкото црево. Добро. Па има многу благодарност, за тоа се јавувам. И многу ми е мило што стигнал до ова функцијата, до декан. И до другите работи. Не знам дали се сеќава. Еве, не знам, ќе го прашаме, претпоставам дека има многу пациенти. На тенкото црево. Така, во секој случај, јас ви благодарам многу што се јавивте, ова ви е пациентка од пред... Да не излажам дека се сеќавам, иако се работи за ретка диагноза, пред 15 години, па да, тоа сум бил млад специјалист, помина долго време. Остаревме. Сега сте, еве, како што кажи нашата гледачка, ви честита за вашата функција, меѓутоа сте декан по втор пат. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот, поздрав и до вас. Ви благодариме. Имам едно прашање до докторот. Повелете. Јас, докторе, имам хронична цироза на джигерот. Добив со камен на оперисана од жолчката без и после 20 години ми се јави камен на каналот од жолчката. И кога ми го вадеа каменот од жолчката, мене ми го извадоа со црево преку уста, со сонди таму, со скалпери. И после по една недела прочувствував исто мачина ко пред тоа што имав. Ко појдов после на болница ми рече докторот дека имаш хронична цироза, отровите од каналот од жолчката ти се појдени во джигерот, ми рече. И сега пијам уштобил 2 пати на сабајле едно, навечер 2. И одам на крвна слика, правам во ретет, алтитастите, мастите. И шо може сега тоа шо да ми објасните, сакам да знам дали е опасно таа хронична цироза. Така. Јас ви благодарам многу за јавањето. Еве, одлично што не се јави пациентката, тој сакав и да ве прашам, бидејќи знаеме кои се кандидатите за трансплантација на црн дроб. Еве, цироза, од што се добива и колку може хроничната цироза вака да се одржува? Најчесто, иако има една стигматизација дека од алкохол е најчестата причина, многу почести се хепатитите како причина за цироза, значи инфекција хронична со хепатит Б и С, алкохолот е на второ место, се почесто е метаболниот синдром, значи за мастената јетра на која што треба да внимаваат гледачите ако тоа им биде диагностицирано. Гледачката што се јави има еден многу редок случај на хронично стотување на црниот дроб, а тоа е од камења. Впрочем, заради тоа и лапароскопска холецистектомија или отстранување на жолчно кесе заради камења е многу честа операција. Меѓутоа да ја одговориме, не значи дека секој пациент со цироза има иста динамика на развој на таа цироза и сега да не се преплашат сите дека се сите кандидати за трансплантација. Со цироза може да се живее долго време, особено ако се добро менаџира од страна на гастроентерохепатолозите од клиниката за гастро. Меѓутоа, пациентите реално, бидејќи е тоа хронична состојба, од ден на ден стануваат полоши. На крај доаѓате во една состојба кога единствен начин да тоа веќе го прекинеме е трансплантацијата. И тоа е долг, сложен процес, се мери преку скорови, заради тоа има и листи за чекање, заради тоа пациентите се движат на листите погоре, подолу и тоа го прават врвни професионалци од страна на гастроентерохепатолошкиот тим.
Бидејќи споменавме нели хронична цироза, најчесто оние кои што се на листата за чекање за трансплантација на црн дроб се со хронична цироза, меѓутоа доктор Антовик, кога веќе ќе се најдат на листата за чекање, значи трансплантацијата е единствениот спас. А имајќи во предвид како ни се движи темпото на органодонорството, колку долго може да се одржуваат на таа листа, односно да се одржува нивната здравствена состојба? Тука е проблемот на органодарителството. Нема одговор на прашањето заради тоа што исклучиво зависи од тоа колку органи ние во текот на годината, односно донори, ќе пронајдеме. Меѓутоа, тоа не е проблем само на Македонија. Проблем е на сите земји. Ако нешто нема во моментот во светот, тоа се органи за трансплантација. Бидејќи индикациите за трансплантација, населението се повеќе старие, значи се повеќе имате луѓе на кои што им е потребна трансплантација, меѓутоа пулот на органи не се зголемува. Најжално е, кажав, да ги гледате тие пациенти кои што буквално чекаат на тие листи, гледате пред ваши очи како се повеќе и повеќе тонат, се борите да ги одржите во една состојба на да останат трансплантабилни, така? А сето тоа само зависи од тоа некој да каже да. Еве, оваа година, од почетокот на годината имавме 7 донори и 7 фамилии одбија да донираат органи. Културолошки е феноменот, многу пошироко треба да се анализира, како здравствени работници нема кај не сме се појавиле, на секоја телевизија каде што сум бил поканен, ама тоа е појавување еднашка и толку. За среќа бевме на еден состанок во владата која што сака да превземе нешто по ова прашање и тоа се случи баш пред еден месец. Предпоставувам дека сега ќе се организираат кампањи, мора да сме поприсутни на ТВ екраните во медиумите, популаризирајќи го органодонорството и да ја уверам нашата публика во моментов. Се работи според последните светски стандарди. Никој не треба да има било каква дилема. Дали тие здравствени работници кои што ова го работат по стандарди. Знам дека многу врскиве во оваа земја се секогаш на прво место. Ништо од ова не постои, тоа одговорно го тврдам. Меѓутоа, доктор Антовик, пред да ги вклучам следните гледачи, ние од 2022 до сега имаме 7 трансплантации. Во моментов на листата имаме 12 пациенти. Доколку не ни се зголеми да не се зголеми свесноста, немаме што повеќе органи нели за трансплантација, тоа значи дека листата може само да расте отколку да се намалува. Па знаете што е најжалното? Нема многу да расте листата. Бидејќи тие пациенти на крај завршуваат лошо. Чекајќи, толку. Тие пациенти не починуваат. Така да листата никогаш нема само да расте, него ќе останува тука. Тоа е потребата на Македонија. Некаде помеѓу 10 до 15 трансплантации. Ако во една година успееме да ги најдеме тие органи, нема да имаме листа. Нема да има листа на чекање. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Дали имаме гледач на линија? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Во програма сте, повелете, ве слушаме. Јас се јавljам од Куманово. Добро. Голем поздрав до докторот, го оперираше мојот маж и многу голем поздрав само за тоа, благодарност што таков лекар ми се чини нема во Македонија. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Еве, доктор Антовик, не само што сте декан вести и хирург, па нашиве гледачи по тоа повеќе ве знаат како хирург. Благодарност до пациентката, верувајте ми, хирургијата е мојата љубов, а некако ова како декан го сметам за само додадена вредност, две функции кои што реално бараат полно работно време и навистина се трудам и на двете да одговорам со полн капацитет. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Да, кога ќе имаме гледачи ќе ни кажат. Доктор Антовик, кога знаеме дека на листа за чекање имаме пациент кој што има хронична цироза и состојбата може да му се влоши. Меѓутоа, еве, се добива орган, се прави трансплантација. Животот пред и после трансплантација на црн дроб. Како изгледа кај тој пациент? Неспоредливо
решив дека овој пат ќе бидам стварно пластичен. Замислете една кола на која што моторот е зарибал и одеднаш од фабриката донесете нов мотор. Не поправен, нов. Значи, квалитетот на живот на тие луѓе е неспоредлив. Тоа е небо и земја. Колку е тоа поразлично во смисла на подобро. Тие пациенти со хронична цироза, кои што се на листата и кои што имаат мелт скор над 20, тоа се најчестите посетители на клиниката за гастро, кои што лежат, врз кои што се прават за да ги спасат многу интервентни процедури. Црниот дроб е моторот во човековиот организам. Да. Секој орган е важен, меѓутоа црниот дроб е навистина специфичен орган. Се можно создава, од коагулациони фактори, од протеини, од се. Кога он не функционира, не функционираат многу работи во човековиот организам. И замислите одеднашка некој тоа го смени со нешто што е ново. Нормално не е дека е тоа едноставно. Се гледа еден сериозен постоперативен тек, кој што исто така е важен кај тие пациенти. Да, тоа сега ве прашам колку е важен за успехот нели на самата интервенција. Исто колку и интервенцијата. Тие пациенти потоа идат на имуносупресивна терапија, која што исто така сериозна. Треба точно да се одреди. И сето тоа навистина прекрасно го прават колегите од гастроентерохепатологија и анестезиолозите, кои што во оваа прилика ги поздравувам. И пациентите си се следат потоа по еден сериозен, стандарден протокол на редовни контроли, меѓутоа веруете тоа се контроли. Не се тоа веќе лежење по болници со крварења и така натаму. Значи, како што велиме, секоја трансплантација, секој трансплантиран пациент, значи добива втора шанса за живот. Апсолутно. Имаме гледачи, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јавуваме се од Македонска Каменица. Повелете. Сакаме да му се заблагодариме на доктор. Мене ме оперисуваше прошлата година и свака час. Така. Еве уште еден ваш пациент, доктор Антовик, кој имате направено хируршка интервенција. Нема поубаво за мене, искрено ви доаѓа убаво на душата, целиот труд некако само низ овие зборови ви е валоризиран. Така. Јас му благодарам на гледачот за јавување. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме, повелете. Вака, сакам да кажам, стварно имаме врвни доктори спет, ама ние пациентите имаме проблем со мој термин. Не знаеме како да стигнеме до докторот или до гастро или до дигестивна. Не знаеме како, оди на матичен, тој те праќа на интернист. Интернистот вика нема нигде те. А од каде се јавувате? Од Скопје? Од Скопје, да. Така. И ова е уште еден од проблемите на кои што најчесто ни реагираат пациентите. Секако тоа не е до лекарите, меѓутоа очигледно еве системот, како што каже самата наша гледачка. Буквално тоа што збориме. Ние не успеваме да ги изградиме системите. Се надевам дека се подобри и подобри ќе бидеме во тоа. Се ова се надградува, меѓутоа повторно еден клинички центар сме, се реферира на кај Скопје. И оние пациенти кои што не е потребно да дојдат кај нас, доаѓаат и ги зизимаат овие термини. Меѓутоа, веруете, секој што дошол, ако го отворите мој термин, веројатно сите пациенти што ми биле закажани во амбуланта сум ги видел. Меѓутоа, на оддел, без никакви документи сум видел најмалку уште 10 пати. Уште 10 пати толку пациенти. Значи не ги враќате едноставно. Така да ако некој конкретно баш смета дека јас треба да го видам, нека дојдат луѓето. Така додека чекаме нели да се системот да биде прилагодлив и за пациентите, меѓутоа и за лекарите, а не постојано да ни се води дека едноставно нема термини, не може да стигнат до одредена клиника. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Имам прашање до докторот во врска со урологија. На момчето левиот бубрек не му работи. Меме во урологија хирургија. Се што треба, сите документи се таму, ЦД, анализи и не рекоа кога ќе професорот кога ќе ги разгледа, ќе ни се јават. Чекаме цела месец и уште нема да се јават, а колку долго може да издржи он еден бубрек, мислам, има болки, крв губи.
Така. Тоа ми е прашањето. Мојот денешен гостин е од дигестивна хирургија, дигестивен хирург, меѓутоа еве јас би ви упатила повторно да се обратите на клиниката за урологија, бидејќи секој кога станува збор за ваква ургентна состојба, не верувам дека би ве вратили, односно сигурно ќе видат што е работата и што понатаму доколку нели еден од бубрезите Кратко не само работи. да ја успокоиме гледачката. За среќа, уролозите имаат опција сите пациенти на кои што не им функционираат не едни од двата бубрега да ги пратат на диализа. Диализата е еден многу сложен и комплициран процес, се прави секој втори или трет ден, тие пациенти се врзани за тие диализни центри, меѓутоа може да бидат на диализа со години, децении. Така да не е ништо ургентно, бидејќи мислам дека ми кажа Да, и тоа е. дека еден месец чекаат. Така. Да, меѓутоа во секој случај ќе треба повторно да се обрати на клиниката за урологија. Бидејќи се приближуваме кон крајот на емисијата, доктор Антовиќ, како што почнавме и вие во делот од прашањата одговорите, меѓутоа што е можеби тоа најургентно што треба да го направиме еве како држава, како здравствен систем, како медиуми, како јавност, за навистина ние да ја подигнеме свесноста кај населението. Еве изминатиот период има и кампањи кои што ги трибини кои што ги организираат нели граѓански активисти, меѓутоа претпоставам тоа не е доволно за да допре до што пошироката јавност и да ги свати бенефитите од органодонорството. Два сегменти би издвоил. Прво е поголема присутност. Еве, емисијата ќе ја гледаат, не знам колку гледачи и тоа е тоа. Треба постојано, ја мислам дека навистина е на кампања на јавните медиуми која што ќе трае долго, цела година, со сите релевантни чинители, може многу да помогне, тоа е едно. И второ, конечно да станеме одговорни во она што го правиме во смисла на информирање на јавноста. Се можем да разберам, одговорност е на новинарите да поставуваат прашања, да истражуваат и така треба да биде. Тоа е нешто што би требало да не движи напред. Меѓутоа не може додека се работи на една статија да вие пишувате во исто време. Ја можам да разберам дека ќе направите истражувачко новинарство кое што ќе ги праша сите релевантни чинители, ќе дојде до заклучоци и после тие ќе се пласираат. Меѓутоа да пишувате додека истражувате некако ми личи неодговорно. И тоа може да направи огромна штета, особено кај системи кои што се онака крхки, кои што тек сега ги поставуваме на нозе. Мислам дека одговорноста мора да ја ставиме на прво место како ја информираме јавноста за она што се случува, особено кога станува збор за трансплантација. Меѓутоа, еве ја да си одборот на телевизијата, медиумот кај што работам, дека секогаш најпозитивно сме известували и работиме за кога станува збор за органодонорство и кога станува збор да се подигне свеста. И секоја чест, Сања, заради тоа сум денеска и тука, и има новинари кои што тоа навистина го работат многу одговорно и во таа смисла пофалби од моја страна. За жал, ние денеска живееме на социјални медиуми, тамо секој може да пишете што сака и тоа знае да направи голема штета. Нека се воздржат луѓето од она кое што не го разбираат, да не го дотолку коментираат. Точната и навремена и вистинска информација, она уствари што треба да биде и двигател, барем во делот на нашата професија. Меѓутоа, времето на денешната емисија не помина. Доктор Антовиќ, јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин, што ја зборувавме за органодонорството и како што споменавте и вие, меѓутоа еве и ние често имаме такви емисии, ќе продолжиме со такви емисии, со едукација до нашето население, до граѓаните, за да ги сватиме нели бенефитите, што значи да се донираат органи. Благодарам, Сања, и се надевам дека ќе биде ова една од најгледаните емисии денеска, за да допреме до што повеќе број на луѓе, бидејќи сите ние потенцијално сме пациенти кои што може да чекаат на некоја трансплантација. Така. Ви благодарам, доктор Антовиќ. Благодарам. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте сител. Довидување.